Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ги продаде сите градежни парцели за објекти за индивидуално домување, за викендички, како и за стопански намени, што ги понуди на крајот од минатата година. При тоа реализиран е очекуваниот вкупен приход од продажбата, што изнесува над 1.100.000 денари. Успешна е последната продажба на државно градежно земјиште што општина Кочани ја реализираше на крајот од 2019 година. Зголемениот интерес кај граѓаните и инвеститорите во стопанството овозможи да се продадат сите 10 парцели за кои на крајот од ноември беше распишан оглас за отуѓување, а на кои новите собственици ќе можат да градат објекти за индивидуално домување во градот, викенд куќи на Пониква, како и капацитети за стопанска дејност. По пат на јавно наддавање, продадени се 4 парцели за семејни куќи со просечна површина од 450 квадратни метри, што се наоѓаат во населбата Текишински Лозја. При тоа постигнат е минимален износ над почетната цена, освен кај еден плац за кој сумата е 5кратно повисока. Слично поминала и продажбата на земјиштето за изградба на стопански објекти, што е лоцирано во местноста Драчевик. Таму исто така имаше 4 парцели со просечна површина од 1300 квадратни метри, а на наддавањето почетната цена од 61 денар е покачена само еднаш за минималниот праг од 10 денари. Од општината истакнуваат дека заедно со градежното земјиште за домување и за стопанство, најголем интерес имало за парцелите за изградба на викенд куќи на атрактивна локација во планинскиот туристички центар Пониква. Просечната површина на секоја од нив е околу 600 квадратни метри, при што едната е продадена за 420, а другата за 450 денари од метар квадратен. Како што се очекуваше, по продажбата на парцелите, во општинскиот буџет ќе се слеат околу половина милион денари, со што локалната самоуправа ќе обезбеди дополнителни средства за реализација на годишната програма за уредување на градежното земјиште. Инаку, во текот на 2019-та имаше само 2 продажби на државно градежно земјиште. На првото, што беше успешно реализирано на почетокот од минатата година, локалната самоуправа продаде 7 парцели за индивидуално и колективно домување, како и 3 градежни плацеви за викенд куќи на Пониква, при што беше остварен нето приход околу 15 милиони денари. Во завршна фаза се градежните работи за реконструкција на подот и дел од просториите во спортската сала во Виница, која е дадена на користење на средното училиште. За оваа инвестиција од сопствениот буџет училиштето издвои околу 14.000 евра. Реконструирана подна површина и освежени простории добива спортската сала Кирчо Димитриов во Виница, чија изградба беше комплетирана во 2007 година. Точно по 13 години од пуштањето во употреба, во овој важен спортски објект во општината, направени се првите зафати за реконструкција и поправка на дел од оштетувањата. Со оглед што паркетот на спортскиот терен на повеќе места беше попуштен, извршена е замена и поправка на оштетувањата, а потоа комплетно е завршено и стругањето на површинскиот слој. Наскоро ќе почне лакирањето и бојадисувањето на паркетот, како и обележувањето на теренот за потребите на спортските екипи. Освен тоа, се менуваат и искрашените столчиња на двете трибини, се реконструираат санитарните јазди, а како завршница планирано е внатрешноста на салата да биде варосана. Трошоците за обновување на овој капитален спортски објект се на товар на средното општинско училиште Ванчо Прке, кое со одлука на Советот на општина Виница го доби на користење и управување во наредните 10 години. Според пресметките, реконструкцијата на салата ќе чини 850.000 денари, а незиното повторно користење ќе почне со почетокот на второто полугодие за учениците. Новата година предпријатието Солидарност ја стартуваше со нов директор. Александар Трајков е новото раководно лице на јавното предпријатие во Виница. Тој доаѓа на местото на претходниот Игорчо Христов, кој пред 4 месеци си поднесе оставка од раководната позиција. Трајков очекува завршните сметки да покажат дека Солидарност остварил позитивни финансиски резултати. Во текомната 2020 година ќе се работи на подобрување на услугите кон граѓаните на општината.
Јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница новата 2020 година ја стартуваше со нов директор Александар Трајков, кој во изминатите 4 месеци ја извршуваше функцијата вршител на должност по оставката на неговиот претходник Игорчо Христов. Со оглед на фактот дека веќе 4 месеци е на чело на предпријатието, Трајков го оцени работењето во 2019. 2019 ќе ја оцениме како релативно успешна година. Ако на полугодието ја завршивме со загуба од околу скоро 2 милиона, односно 1.900.000 денари, и ако не ни се следени бројките на крајот годината, јас се надевам и сум сигурен дека ќе ја завршиме со одредена добивка 2019. 2019 ќе ја паметиме по тоа што во јавното предпријатие се набавија и нови 3 машини, односно механизација, и тоа голем ровокопач ЈЦВ, мал ровокопач Хитачи и мало возило за собирање смет Фијат Добло. Тоа може да го оцениме како успешна година во тој дел, затоа што вака набавување на механизација не се памети во последните 15-20 години во комуналното, во една година да се набават 3 машини. Во однос на финансиската состојба на јавното предпријатие, може да констатираме дека финансиската состојба во предпријатието е во незавидна положба, односно од моето назначување како ВД во јавното предпријатие. Согледавме дека јавното предпријатие има долгови од околу скоро 16 милиони денари на правните лица во Република Македонија и околу 5,5 милиона долгови према државни институции, односно буџетски корисници. Така да финансиската состојба не е баш во најдобра кондиција, иако ќе завршиме годината со одредена добивка. Трајков очекува дека предпријатието ќе искаже добивка, бидејќи во изминатиот период е зголемена наплатата на побарувањето. Ние се надеваме дека во 2020 и планираме да ја подобруваме оваа финансиска ситуација. Во последните 3-4 месеца нешто направивме во тој дел, односно успеавме да ја подигнеме наплатата која се движеше околу 67%, сега веќе е подигната на веќе крајот на декември до 74%. Нашиот план и нашата тенденција е таа наплата да ја зголемуваме континуирано и да ги достигнеме оние бројки што ги памети јавното предпријатие во некои подобри времења од пред 10-15 години. Наплатата на побарувањата, рече Трајков, ќе се врши со договори и плаќање на рати, а последно ќе биде наплата на долгови по судски пат. За 2020 година предпријатието ќе работи на подобрување на условите на корисниците, како и инвестирање во посовремена опрема за јавното предпријатие, подобрување на финансиската состојба на предпријатието и зголемување на наплатата. Пресрет на прославата на Божик, пакети со прехранбени продукти обезбедија вработените во компанијата ИНТ од Кочани. Тие им беа поделени на семејства од социјално ранливите категории во градот и во дел од селските населби. Со цел радоста за предстојниот христијански празник Божик да ја почувствуваат што повеќе граѓани, компанијата ИНТ од Кочани подели пакети со прехранбени продукти и средства за лична хигиена за семејствата во социјален ризик. Одговорните од тимот на модната групација ИНТ истакнаа дека намерата е да помогнат празникот да внесе мир и спокојство кај сите семејства, особено кај оние во социјален ризик. Освен тоа, целта на овој гест е да ги мотивира сите што имаат повеќе да поделат со луѓето кои немаат, што едновремено представува и поттик за поголемо меѓусебно почитување и човечност. На овој начин, со подадена рака за сиромашните, се поттикнува градењето благородни и човечки чувства кон секој граѓанин и за разубавување на празниците на оние на кои тоа им е најпотребно. Божикните пакети им беа поделени на семејства на територијата на општина Кочани, во градот и во 6 населени места Грдовци, Бели Оризари, Тракање, Горни и Долни Подлог. Во распределбата на божикните пакети помогна и мобилниот сервис за домашна посета, кој учествуваше и во идентификацијата на потребите на семејствата што се во ризик. Директорот на јавната здравствена установа Општа болница Кочани со проширена дејност, доктор Александар Серафимов, преку писмен допис испратен до медиумите, даде одговор на вчерашната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Ви го пренесуваме во целост. Почитувани сограѓани,
Дозволете ми најпрвин да ви ја честитам новата 2020 година и да ви посакам добро здравје, благосостојба и напредок во неа. На почетокот на оваа година сведоци сме на континуираното дезинформирање на јавноста како темел на политичката битка на ДПМНЕ. И понатаму ДПМНЕ, немајќи аргументи, напаѓа со лаги, овој пат за состојбите во здравството. Нивното владење ја уназади Кочанската болница. Таму со години не беше инвестирано во стручен кадар, опрема и во суштински промени. Се сеќавате ли колку понижувачки беа платите на здравствените работници додека владееше ДПМНЕ? Колку многу вработени од болницата заминаа во странство? Новите вработувања беа абстракција или изнудени партиски решенија? Колку специјализации беа доделени додека владееше ДПМНЕ? Последиците од катастрофалната здравствена политика на ДПМНЕ секој ги чувствува на свој грб. Ниедна институција не се опоравува преку ноќ, но по 2,5 години состојбите видно се подобруваат, а тоа пак не му годи на ДПМНЕ. За 2,5 години во болницата има 32 вработувања, од кои 13 специјализации, нова медицинска опрема. Климатизирани се скоро сите болнички соби. Извршувањето на буџетот од околу 50% до пред 2 години сега е над 90%. Да подсетиме на придобивката од лекови без квоти, бесплатни вакцинации, зголемен број интервенции во државата. Факт е дека последиците од белата чума, создавани во текот на 12 или 13 години погумна политика на ДПМНЕ, и денес ги чувствуваме. Ние пак го почитуваме секој граѓанин и неговото право на слободен избор каде ќе донесен на свет новороденче, во Кочани или во друга општина, во приватна или во државна болница. Многумина од вас тоа го знаат од лично искуство. Со подршка од владата, Кочани е на пат да има модерна медицинска установа во регионов со центар за физикална терапија. Со многу мерки во здравството ја вративме професијата на прав пат и направивме услужен одржлив сервис кој ќе обстои во иднина. Ние знаеме како се води домакинска политика. Знаеме да водиме по прав пат. Се вели во соопштението испратено до медиумите од доктор Александар Серафимов, директор на јавната здравствена установа Општа болница Кочани со проширена дејност. Голема заинтересираност пројавија децата од Кочани за учество во Бадниковата поворка, која по втор пат ќе се организира на 6 јануари и преку која бадникарите ќе соопштат веста на раѓањето Христово. Подготовките и пробите се во тек. Од Кочанскиот храм ги најавуваат и литургиите по повод Бадник и Божик. Околу 200 деца повторно ќе бидат дел од Бадниковата поворка, што втор пат ќе се организира во Кочани на Бадник 6 јануари. Истата ќе се одржи веднаш после литургијата. Интензивно течат подготовките и пробите за изведба и пеење на песната Вечниот Бог, која што го најавува раѓањето Христово. Веќе се одржа последната проба, деталите се дефинирани, исто така и маршрутата. Имаме поголем број на пријавени дечиња за разлика од ланската година. Значи, поворката ќе се одржи по завршувањето на Светата Божествена литургија на 6 на Бадник, значи некаде околу 9-9:30 часот ќе тргне од храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги, преку Стришени, улица Теодосија Паунов, кружниот тек кај Министерството за внатрешни работи. Од таму ќе се упатиме до градскиот плоштад и назад преку местото викано триаголник до храмот, овде каде што на дечињата ќе им биде приредена скромна трпеза и ќе им бидат поделени некои подароци од нашите добри луѓе кои што оваа година не оставија со своите не удостоја со секаква помош, логистика, финансиска, со реквизити, зашто бескрено сме им благодарни, сакаат да останат анонимни, ќе го испочитуваме тоа. Ги покануваме сите дечиња и оние кои што не се пријавени, може да се приклучат на поворката, сите родители, а посебно еден апел до верниците да излезат да ги поздрават бадникарчињата, бидејќи тие навистина се радуваат кога ќе бидат поздравени и кога ќе видат дека луѓето ги испочитуваат и го ценат нивниот труд кој што секако не е залуден и во слава на Бога.
Од Кочанскиот храм Свети Великомачани Ѓорѓи апелираат за бадник да не се изведуваат пагански обичаи и да не се палат бадникови огнови на кои луѓето се опиваат и јадат мрсна храна, а со тоа самиот празник ја губи смислата, туку достоинствено и со постна трапеза да се помине бадник и да се дочека Христовото раѓање Божик. Го истакна и распоредот на литургии за празниците. Литургискиот циклус веќе ни започнува од недела со празнувањето на празникот на светиот Наум Охридски чудотворец, утредната нели како што кажавме бадниковите поворки и веќе од 7 нели е големиот христијански празник Божик. Ќе се служи нели света литургија. Утредната традиционално неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион ќе ни удостои со своето присуство и ќе чиноначалствува на литургијата на вториот ден Божик и исто така последниот ден посветен на светиот архидиакон и великомаченик Стефан ќе се отслужи света божествена литургија што се заокружува нели оној да речеме божикен литургиски циклус. Претходните години по разните мала улици се приготвуваат така наречените бадникови огнови, една практика која што не е во склоп со православната традиција според православното предание. Арсовски потенцираше и за бадниковата трпеза која треба да биде постна со масло без риба и укажа на оние кои можат да се причестат, а тоа се верниците кои постеле и кои имаат благослов за причест од духовниот отец. Следува информацијата од спортот. Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани за викендов организираат зимско искачување на врвот Руен на Осоговските планини. Релативно поволните временски услови треба да овозможат успешно реализирање на активностите што се предвидени од годишната програма за работа. Релативно поволните дневни температури и покрај снегот и зимските услови треба да им помогнат на планинарите од планинарскиот спортски клуб Осогово без проблеми да се искачат на највисокиот врв на Осоговските планини. Освојувањето на Руен е планирано за престојниот викенд и тоа е во рамки на традиционалното зимско искачување на планината. Освојувањето на височината од 2252 метри ќе се реализира в сабота, а тргнувањето за сите заинтересирани е од градскиот парк во 6 часот наутро. Секој учесник треба да поседува зимска опрема за планинарење, а своето учество претходно да го пријави кај председателот на клубот Тошо Антов. Оваа акција е прва за 2020 година, пошто ќе следуваат нови што се планирани во рамки на годишната програма за работа на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен продолжен викенд. Довидување.